NASA Space Apps Challenge една деценија во Македонија, а секако активностите се прошируваат. За успесите, достигнувањата и секако наградите кои што ги добиваат нашите представници, разговараме со Ирена Чушевска-Даниловска од NASA Space Apps Challenge. Добро утро и добро дојдовте. Благодарам на поканата. NASA Space Apps Challenge е навистина еден голем хакатон во светот, кој истовремено се одржува во дури 162 земји во светот, меѓу кои учество зема и Македонија, што особено е за пофалба. Ќе ни дадете еден краток вовед за што станува збор всушност? Да, станува збор за најголемиот хакатон во светот, кој што го организира NASA со помош на локални организации низ голем број на земји низ светот. 25.000 учесници секоја година учествуваат. Од Македонија досега 1500 учесници земале, членувале на овој надпревар. Оваа година е 10-та година како организираме надпреварот во Македонија. Започнавме 2013 година. Поддршка дава амбасадата на САД во Скопје, за што сме посебно благодарни. И ги спремаме интензивно активностите за следново издание, кое што ќе биде овој викенд. И сега, пред да проговориме малку за тоа што ќе се случува наредниот викенд, ова 10-то издание на надпреварувањето, би сакала да поразговараме за успесите и наградите што ги добија нашите на минатогодишните надпревари. Да, посебно интересно и атрактивно за младите е што главната награда национална на овој надпревар е што два члена од победничкиот тим имаат можност да патуваат секоја година во NASA Kennedy Space Центарот во Флорида во САД и да се сретнат со експерти од NASA, да разговараат конкретно на теми, на проблемите за кои што и решенијата на кои што работеле, а секако има можност и за гледање на полетување на ракета, што е навистина уникатно и неповторливо искуство. И всушност дадовте и вовед на моето следно прашање, како помина нашите победници, минатогодишните победници при посетата на NASA Kennedy Space Центарот? Какви се нивните впечатоци? Интересно е што лани имавме победници од градот Охрид, конкретно тимот го предводеа Тијана и Климент, дипломци на Машинскиот факултет, кој што има одлично решение како да одгледувате спанаќ во Вселената, токму заради тоа што има нутриенти кои што им се потребни на астронавтите. Додека бевме во NASA Kennedy Space Центарот, има можност да се сретнат буквално со лидерите на VG тимот на NASA кои што работат токму на оваа проблематика, од кои што добија многу конкретни совети, меѓутоа и значајни контакти за понатамошна соработка. Поминавме 10 неверојатни денови во Флорида, се запозна, во самата посета ги водеше Стив Агит, кој што е со 30 годишно искуство со работа на голем број од ракетите кои што веќе имаат полетувано, така што има можност навистина од прва рака да го искусат Space Центарот. И сега има ли можност или некаква најава овие наградени проекти да се имплементираат и да се искористат од страна на NASA во нивните експерименти, нели присуство во Вселената? Да, впрочем тоа е и целта. Секогаш младите работат на предизвици кои што ги дава Вселенската агенција, со намера да се решат проблеми со кои што се соочува или Земјата или Вселената. Така што оние што се навистина интересни, кои што се наградени, се контактирани понатака и имаат различни можности за имплементација и поддршка дополнителна. Она што оваа година, и го спомнуваме како новина на настанот 2022 година, е што и самите ние ќе бараме решенија кои што понатаму ќе можеме да ги имплементираме во македонскиот едукативен систем, она што ќе може да служат како нагледни материјали за помладите, за ученици од основното образование, од причина што на надпреварот се надпреваруваат вообичаено средношколци и студенти, па сакаме таа традиција да ја продолжиме и практично она што тие го креирале, потоа помладите да го искусат, па
понатаму да бидат и самите тие учесници на овој надпревар. Така. Сега бидејќи станува збори за учество на студенти, рековте може да учествуваат и средношколци и студенти. Така. Бидејќи станува збор и за студенти како учесници кои што всушност и го оформуваат и завршуваат своето образование. Има ли можност преку ваквите надпревари и посетата на NASA Space што се Така, надпреварот, да имаат можност понатаму своето образование и стручното градење да го реализираат во НАСА со тие врвни научници кои што можат да им пренесат знаење? Конкретно, Тијана и Климент, кои што победи изминатата година, веќе од ова есен стартуваат со магистарски студии во Холандија, каде што следната година ќе може да се определат во која насока ќе го градат своето образование, од кои што едната е биомедицина, а другата е токму вселенски истражувања и веќе размислуваат во таа насока. Секогаш примарно студентите од Македонија, конкретно од Европа, полесно може да се вклучат во експерименти на Европската вселенска агенција. Меѓутоа има бројни соработки за кои што веќе добивме информации и нова патување, каде што може да отидат на практиканства, на студиски посети, на заеднички истражувања, докторски студии кои што се во соработка со НАСА. Така што има многу можности за оние што навистина сакаат во оваа насока да градат својата кариера. Навистина одлични можности се отвараат преку ова надпреварување и за младите средношколци, но и за студентите кои што всушност понатаму ќе градат својата иднина преку практична примена на сето она што го научили како дел од нивното високо образование. Се надевам дека ќе имаат можност што е можно повеќе учесници да ја искористат оваа прилика во земјава. Ова што го кажа, сакам да се надоврзам, многу е значајно што овој надпревар, освен што се фокусира на технологија, се фокусира и на сите други применети науки, што значи освен програмерите, може да учествуваат студенти на природни науки, на дополнително хемија, биологија, математика, медицина, секако инженерските науки, електроника, што значи целта е да се креира решение кое што ќе биде применливо во пракса. Дополнително новина оваа година за прв пат е што менторот на победничкиот тим исто така ќе биде поканет да го посети NASA Kennedy Space центарот и уште еден повик оние кои што досега не успела да се пријават, тоа да го сторат преку нашата фан страна. Надпреварот е овој викенд, се отвара на 30 септември, а хакатонот се случува 1 и 2 октомври во просториите на Нетавил. Тоа е новоотворениот IT хаб на софтверската компанија NetCetera во Карпош 2 спроти техничките факултети. Сите се добре дојдени што имаат интерес да се пријават или како учесници или како ментори ќе можат да ги реализираат своите идеи. Сега имате ли најава за какви идеи станува збор или тоа ќе се знае на самиот надпревар? Има ли интересни идеи? Веќе се објавени предизвиците, тоа се 22 предизвика зададени од експерти кои што работат во НАСА во најразлични области. Многу голем дел од нив се поврзани со податоци на НАСА кои што се прибираат од сателитите, па може да се користат за подобро менаџирање на кризи, на временски непогоди, за поддршка на земјоделието, за подобар плански развој на земјата. Од друга страна има и повеќе хардверски или повеќе construction, да кажам, типови на предизвици, каде што се работи на конструирање на ново летало или пак на конструирање на живеалишта во неповолни услови, било да е тоа во Вселената или во земјата, на земјата. Така. Покрај тоа што бараме можности за развивање на живот во Вселената, исто така треба да бидеме подготвени за нови можности на животот во Земјата заради климатските промени и сето тоа како негативни влијанија што ги имаме секојдневно сериозно, нели, ја загрижува животната средина, па потребни ни се токму вакви решенија. Практични пред се. Сега, вие убаво кажавте, надпреварот за оваа година, 2022, стартува на 30 септември со официјално отворање и формирање на тимови од 12 до 14 часот. Меѓутоа, јас само сакам да нагласам дека националното финале пак е закажано за 4 октомври и форматот на учество ќе биде хибриден, односно ќе може да се учествува во живо од просториите на IT хабот на софтверската компанија NetCetera Нетавил во Карпош 2.
Така, изминатите 2 години заради ковид пандемијата надпреварот од физичко присуство премина во онлайн учество. Оваа година повторно се враќаме со физичко присуство, меѓутоа за оние кои што сакаат да се приклучат, меѓутоа не се од Скопје или не можат да дојдат за време на викендот, оставаме можности понатаму да се вклучат онлайн. И само да прашам колкав е интересот според сето ова што се случува, успесите, наградите кои што ги добивате, верувам дека интересот низ годините се повеќе расте и зема замав. Така, дефинитивно добиваме се повеќе кандидати и се поквалитетни кандидати, што посебно ме радува. И со текот на годините учеството на млади деца од најразлични градови на Македонија и учеството на девојчиња, на девојки млади се зголемува, што е посебно за пофалба и ги охрабрувам да се пријавуваат уште поинтензивно. Навистина се е возможно преку овој надпревар, затоа што тоа влегува во вашето портфолио и учеството уште повеќе победата, полесно е понатаму здобивање на стипендии, полесно е здобивање на пракси од STEM областа, било каде и во Европа и во светот, така што е навистина одлично искуство и нуди дополнителни можности понатака. Колку сте вие задоволни од сето тоа што успеавте да го направите и реализирате за сите овие 10 години? Кои се новите предизвици што стојат пред вас? Многу, затоа што почнавме пред 10 години, кога буквално веднаш година дена после првото одржување на надпреварот од страна на НАСА, кога се одржуваше само во Америка. Јас дознав за надпреварот од интернет, се обидував да дојдам до организаторите и некако да го донесеме тој надпревар во Македонија, токму заради таа применливост на решенијата и соработка на учесници од многу различни профили, што беше едноставно невозможно, не добив никаков одговор. Решив да отидам буквално ненајавено во Лос Анџелес, во Jet Propulsion Laboratory, на лабораторијата на НАСА, каде што токму заради таа иницијатива дека некој од Македонија дошол, решија да направиме... Многу храбро од вас, морам да кажам. Да направиме состанок и практично веќе од следната година го донесовме надпреварот во Македонија. Ние сме единствената земја која што исто добива право да националните победници ги носи во НАСА Кенеди Спејс Центарот, додека таа награда вообичаено е резервирана само за победниците на глобално ниво, така што нашите надпреварувачи имаат на некој начин двојна шанса. Новите предизвици кои што се пред вас, што ќе ни најавите, освен надпреварот кој што ќе се реализира викендов за оваа година? Освен овој надпревар кој што се случува во рамки на еден викенд, на една недела, во текот на следната година имаме во континуитет активности кои што ќе бидат во форма на прва национална олимпијада во областа на Space и STEM технологиите, каде што практично овие учесници ќе бидат ангажирани како ментори и амбасадори, ќе соработуваме многу поинтензивно со основните и со средните школи за воведување на ваков тип на иновации во наставниот процес. Јас ќе ви честитам значаен јубилеј. 10 години NASA Space Apps Challenge во Македонија. Продолжувате со активностите. Ви посакувам многу успеси и уште многу награди. Благодарам за поканата. Ви благодарам.